Гостивар е општина со речиси 60.000 жители. Сликата со полни контейнери по дел од гостиварските улици, а испразнети по други, укажува на обиди да се реши еден од хроничните проблеми на градот. Ѓубре има секако, собираат контейнерите, меѓутоа совеста на граѓаните е таква што постојано се формира нов смет и не може да постигне цифрата. Тоа е тоа. Делимично задоволни, ама не колку треба. Во градот се чисти. Све е растурено. Самите гледате. Го земате им понеделно, ама не се чисти, нема. Нема дали се криви тие што во службата таму или се криви работниците. За некој да го собере ѓубрето треба да му се плати. Во Гостивар тоа го прави општинското јавно претпријатие Комуналец, а сметката е од 400 до 600 денари по домаќинство. Па ги прашавме гостиварци дали редовно плаќаат. Не плаќат, има кои не плаќат. Вие лично плаќате редовно? И ја плаќам, ама ја негде должим. Ако се ме прашуваш мене, ја не должам ништо таму. Сега ништо не должам. А има луѓе кои што не плаќат иш. Ја плаќам, другите не знам. Мислам дека не се плаќа. Јас лично ги плаќам редовно, а за другите не сум сигурна. Според податоците од локалната самоуправа, пред ковид пандемијата го достигнале максимумот во наплатата кога половина од граѓаните ги плаќале сметките за собирање и одложување смет. Сега наплатата е околу 30%. Инаку општина Гостивар во иста сметка наплаќа и вода и собирање смет. Повеќето граѓани јас ги прашувам зошто не ги плаќате сметките, телефонот го плаќате, струјата ја плаќате, водата. Меѓутоа ја доживуваат тоа е од Господ и не мора да ја платиме водата. Ви велам, направивме и кампања скоро секоја година за да им кажеме на нашите граѓани дека видете, ако сакаме патишта да изградиме, да имаме квалитетна вода, чист град, буџетот не е пари што ги имаме ние. Буџетот треба ние да плаќаме даноци. Но Гостивар не е единствената општина во Полошко што има низок процент на наплата на сметки за смет. Во Тетово, например, сметки плаќаат околу 35% од домаќинствата. Во општина Теарце ѓубрето го собира приватна фирма, а наплатата е околу 60%. Во Јегуновце исто така ангажирана е приватна фирма, а наплатата е 90%. Приватен концесионер има и во Врапчиште, а наплатата е околу половина. Од приватната фирма што го собира ѓубрето во општините Желино и Брвеница не сака официјално да ни одговорат за процентот на наплата, но нивен представник во телефонски разговор ни кажа дека е помалку од 60%. Во Маврово и Ростуше наплатата е нешто над половина. Од Боговиње не добивме одговор. Собраниот отпад од 9 полошки општини потоа се носи во Гостиварско на депонијата Русино. До пред неколку години ова беше дива депонија без никаков ред. Во 2020 година полошките општини формираа заедничко јавно претпријатие Русино Полок, кое сега стопанисува со депонијата. Со поддршка од швајцарската агенција СЕКО, депонијата е модернизирана, до неја води асфалтиран пат, има вага на која се мери која општина или фирма колку отпад истовара и толку и се наплаќа, а ѓубрето се порамнува со багер. Состојбата на депонијата Русино последниве неколку години е значително подобрена. Отпадот се прекрива со земја, па на некогашните планини од ѓубре веќе се појавила вегетација. Но ваквата состојба е одржлива само ако општините и приватните концесионери навреме плаќаат за ѓубрето што го носат, а во моментов не е така. Според податоците што ги добивме од јавното претпријатие Русино Полок, заедничката фирма во моментов има побарување од околу 136.500 евра. Најголем дел од долгот отпаѓа на двете големи општини во Полок. Гостивар должи околу 80.000 евра, а Тетово околу 33.000 евра. Желино должи 13.400 евра, пред се за основачкиот капитал, додека другите општини должат символични суми. Единствено Боговиње нема долг. Парамотни средба, за да седнеме уште еднаш да се договориме. Дали ние имаме капацитет да го одржуваме овој проект, да ја одржуваме депонија Русино. Во претходните состаноци сум имал само убави зборови, пофалби, но и нормално сите се нафаќале дека ќе ги уплатат средствата во многу брз рок, но тоа не се случува. За жал, во идната средба, ако веќе нема ништо конкретно, јас ќе бидам приморан да ја напуштам оваа позиција. Од општина Тетово го признаваат долгот, но сметаат дека не се виновни за состојбата.
Општина Тетово врши исплата кон јавното предпријатие Русино со задоцнување од 1 месец, но не по наша вина, туку поради проблемите со блокираната сметка, што е резултат на наследениот милионски долг од претходното раководство. Моменталниот долг кон јавното предпријатие Русино е токму поради оваа причина. Градоначалникот на најголемиот должник, општина Гостивар, вели дека овој долг е поради слабата наплата на сметки од граѓаните. Доколку ти не успееш да собереш од граѓаните, собираш само 35%, а треба да платиш 100% таму, ти преостануваат долгови. И тоа не е долг само на општина Гостивар, тоа се долгови постојат на повеќето. Поголемите општини имаат поголеми долгови. И ние размислувавме и минатата година и оваа година евентуално да дадеме под концесија. Бидејќи приватната компанија која што би земала, или да тоа да биде јавно-приватно партнерство, ќе успее можеби поагресивно да собере од граѓаните. Собирањето ѓубре на тој начин го имаат решено повеќе рурални општини, например Желино, во која секој населено место има одреден ден во неделата за ослободување од отпадот. Тоа ни беше и целта од почетокот во нашето раководство да постигнеме во овој степен за да се соберат во точно време, да не каснат. Друго, да биде чистота, значи цело време, во континуитет, не само еднаш кај после да се заборавиме. И трето, ѓуброто каде се фрла? Да се фрла точно кај треба. Тоа е Русино, депонијата, регионална депонија. Но токму Желино е најголемиот должник меѓу руралните полошки општини. Се уште не го платила основачкиот влог за формирање на заедничкото јавно предпријатие од 10.000 евра. Не е тој долг што не можеме ние да го подмириме, значи тој долг ќе биде подмирен многу кратко, пошто ние бевме со некои други општини од Полошкиот регион, бевме со блокирани жиросметки од одредени поранешни стари фирми што општината им должеше на нив. И средено е со нив, мислам дека тоа ќе биде сега подмирено. Во Министерството за животна средина и просторно планирање се запознаени со лошата финансиска состојба со која се соочува комплетниот систем за управување со отпад во овој регион. Кога воспоставуваме вакви системи, работиме и на јавната свест и очекуваме дека и најчесто работиме со граѓаните, така очекуваме дека граѓаните треба да подигнат својата јавна свест и да ги сервисираат своите услуги, своите обврски што ги добиваат услугите од јавните комунални предпријатија, ама тоа се однесува и на сите други. Значи треба да се подигне свеста и кај јавните комунални предпријатија и кај регионалното тело, нели и кај градоначалниците дека тоа се системи кои што треба сами да ги управуваат. Министерката Шукова смета дека треба да престане праксата спасот да се чека од странски донатори. Јас мислам дека и донаторите со време ќе станат нетрпеливи во однос на ова прашање и мислам дека никој не сака да гледа сценарио бунар без дно. Бидејќи они се спремни да ја помогнат на државата, спремни се да им помогнат на општините и тоа го прават со години. Ние имаме и на меѓународно и на билатерално ниво, имаме сериозна помош од Европската унија, се вложува, меѓутоа во оној момент кога ќе видат дека другата страна која што треба сега сопствените обврски да си ги изврши, не ги извршува, мислам дека и нивното трпение има одредена граница и дека ќе престанат со сериозно финансирање на дали се тоа регионите, дали се само општините. Во јануари годинава државата доби кредит од 55 милиони евра од Европската банка за обнова и развој и грант од 22 милиони од Европската комисија од инвестициската рамка за Западен Балкан, со кои ќе се врати дел од кредитот. Со овие пари треба да се воспостави регионален систем за управување со отпад во планските региони во земјава. Дел од овие средства се наменети за Полошкиот плански регион, што опфаќа модернизација на регионалната депонија, како и зајакнување на комуналните предпријатија со нова механизација и набавка на канти и контейнери за отпадоци. Но вложувањата немаат логика ако граѓаните не плаќаат за услугата, а општините ги толерираат.